Донески. Добър вечер, Конче! Добър вечер, Македонио! Па вие сте много тук. Чего много по-малко. Добър вечер, братя и сестри, почитувани граѓани на општина Конче. Чест ми и задоволство да бидам тука пред вас. Задоволство што е го гледам пред мене човекот што до сега работеше, Стојанче Лазаров, и една голема благодарност за него. Тој направи што направи. Направи оно колку што имаше пари. Него тука сме ние да помогнеме и да постигне уште повеќе Благој Јованов. Во Благој Јованов верува Скопје, верува централната власт, верува извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Затоа што ова програма ветува затоа што е реално напишана. Напишана е со помош на Стојанче, така си го викаме ние нагалено, нели? И со помош на владата која ветува и стои позади него и ќе помогне во извршувањето на сите овие наведени програмски задачи. Развој на индустријска зона Лакавица, изградба на спортска сала во основното училиште Гоце Делчев, изградба на повеќенаменски играништа во село Ракитец и во село Габревци, реконструкција на патот, да не доаѓам со кола нова да искушам. И уште многу други работи. Не сакам да зборувам многу, затоа што ова не е мој ден, ова не е моја кампања, ова е кампања на Благоја. Благоја не треба да се зборува за него многу што. Благоја е човекот, човек домаќин, еснав, одговорен и посветен. Има кондиција да го следи темпото на владата. Благој е човекот кој што го познаате многу добро, познаваш на општината, советник, инспектор и сите други ваши потреби и желби он добро ги знае. Затоа нема да ве замолам затоа што вие сами ќе излезете на 24 март, ќе го дадете гласот за вашиот градоначалник, ќе го дадете гласот за самите себе. На 24 март ќе ја забетонираме општината да биде поново на ВМРО ДПМН. А до сегашниот бетон што го кажува дека е бетон, стана песок и ќе го однесе реката. Затоа ќе биде особена чест и задоволство на 24 март да ви пуштите едно СМС порака да ми речете дојди Васев да славиме тука. И ќе славиме. Да живее ВМРО ДПМН, да живее општина Конче, да живее Македонија. Го повикувам на сцена директорот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Румен Стаменов. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер, Конче. Добро вечер, коалиција за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Вечерно имам особена чест и задоволство да се обратам во името на извршниот комитет, во името на Централниот комитет. Уште поголема е честа да ви пренесам поздравите од председателот на партијата, од господинот Никола Груевски. Владата во изминатиот период
работеше посветено, работеше со една единствена цел да биде по-добро за граѓаните на Република Македонија, да биде по-добро за граѓаните на Конче. Во изминатиот период успеавме во тешки ситуации, во тешки состојби какви што се сега во моментот, а тоа е тешката должничка криза светска и европска, да оствариме стабилен девизен курс, да оствариме прогрес во намалувањето на невработеността од 38% да спаднеме на 31%. Тоа е тешко во овие услови, затоа што ние планираме многу повеќе и не сме задоволни од ова. Но ветуваме дека во иднината ќе направиме се за да биде уште по-добро. Ако гледате во Грција, во Бугарија, во Србија, во Словенија, во цела Европа се отпуштат работници, се зголемува бројот на невработени. Ние настојуваме да ја сочуваме базата, да сочуваме продуктивноста, настојуваме да даваме директни подршки во земјоделието, бидејќи овде е рурална општина, настојуваме да создадеме услови да младиот човек, земјоделецот, остане токму во Конче и во сите други села во општината на Конче. Затоа што нема богата Република Македонија без богат земјоделец. Ние сме аграрна земја и тоа го знае владата. Владата можеше во овие услови да каже дека во тешките состојби се откажуваме од субвенциите, но не го направи тоа, за да не се изгуби довербата токму кај земјоделецот. Земјоделецот кој беше изигруван по илјадници пати во минатото од други влади, но владата на ВМРО да помене, земјоделската влада, стои со гордост пред вас, стои и го бара гласот за луѓе кои знаат да работат, за луѓе кои имат чист образ, за луѓе кои создават нови вредности, за луѓе кои са семејни, за луѓе кои за нив стои професионална одговорност и дела багаж на кого никој не може да фрли црна флека. Таков е Благоје Јованов. Човекот кој е од аграрот, човекот кој работеше и до сега за развој на општина. Затоа бараме сите ние да на 24-ти го поддржиме Благоје Јованов, да му дадеме поддршка да добие уште во првиот клуб, затоа што тоа го заслужувам, затоа што тој е човекот кој ќе гради нови патишта, нови улици, нови сокаци, нови школи, инфраструктура, канализација. Тој е човекот кој треба да го препророди Конче заедно со поддршката на владата. Во оваа програма стојат точно проекти со датуми. За нив стои не само Благоје Јованов, за нив стои владата на Република Македонија. Никогаш не сме ветувале она што не можеме да оствариме. Сме кажувале она што реално можеме да го направиме. И сега сме скромни во нашите проекти. Но ветуваме дека покрај ова ќе направиме може би нешто повеќе, но сепак скромност е одека на овие да поменам. Да успева да го направи Благоје Јованов, да успева да го направи владата, потребно е мнозинство во Советот. Ако немаме во Советот мнозинство, ако имаме луѓе кои ќе обструират, кои ќе кочат, кои ќе влечат рачна, ние нема да успееме во тоа што сме го напишале. Затоа е потребно, како втор услов, сите вие да го дадете гласот за советничката листа. Затоа уште еднаш ве замолувам, покрај Благоје Јованов гласајте за советничката листа на ВМРО ДПМН. Тоа е нешто што ќе даде целосно заокружување на состојбите во Конче. Пред да дојде Благоје и да каже што е тоа што ние треба да го направиме, јас ќе кажам само едно. Немаше да успее владата на Република Македонија, немаше да успее ВМРО ДПМН во изминатиот период, ако не бевте вие, граѓаните на Република Македонија,
кои никогаш не правеа компромис за она што се темени, за она што кога е во прашање државата. Вие бевте тие кога знаете да одберете што е доброто, а што е лошото. Вие бевте тие кои знаете да одберете кои са луѓето кои креираат и создаваат нови вредности, а кои са луѓето кои работат за лични интереси. Вие бевте тие кои одлучите во изминатите 6 години токму да ве предводи сите нас и Република Македонија ВМРО ДПМН. Се надеваме и го бараме гордо исправени пред сите вас, гордо исправени со чист образ, затоа што знаеме дека не сме се посрамотили во минатото, затоа што знаеме дека во иднината она што сме го ветиле че го направиме, го бараме гласот за ВМРО ДПМН, го бараме гласот за Благоје Јованов, го бараме гласот за советичката листа на ВМРО ДПМН. Она што сакам посебно да го потенцијалирам и да го нагласам. Добро е што сега имаме противник. Добро е што конечно решија да излезат. Зошто бега до сега? Затоа што нема квалитетни програми, затоа што нема квалитетни луѓе како што е Благоје Јованов, затоа што се крија, не знаат што ќе прават. Сега дојде времето да излезат. Тоа ни дава нова сила, тоа ни дава нова енергија, тоа ни дава нова воља, токму да оставиме уште по-голема и по-значајна победа. Да сте живи и здрави, да е живи и здраво Конче, да е живи и здраво ВМРО ДПМН, да е жива и здрава Република Македонија. Со Господ на 24 да славиме во првиот клуб.